Продолжуваме со утринската тема за денеска. Навистина интересна тема, до сега мислам дека не сме зборувале на оваа тема, барем во нашата утринска, а и медиумски не е многу застапено, освен со исклучок на порталите, нели, кој што го истретира она што ни се случи на 10 мај, сончева бура, во последните 20 години ова е најсилна. Што значи тоа? Некако делумно не ни е многу јасно на нас, кои што не се занимаваме, нели, со таа сфера и со таа тематика, но затоа ќе си објасниме колку е тоа опасно, нели, сега звучи сончева бура, какви се очекувањата, сонцето кога ќе се вметне и бура, веднаш, нели, имаме негативни размислувања, колку е тоа за нас, луѓето и за земјата генерално опасно, ќе ни одговори господинот Борис Секирарски. Верувам, нели, ќе имаме време да објасниме, а дека ќе биде тоа стручно, во тоа не се ни сомневам. Добро утро. Да, добро утро и добро утро за гледачите. Така, а после малку ќе го искористиме присуството и за буриве, односно невремето кое што ни се случи за натаму. Има некоја сличност во сето тоа. Има поврзаност? Или не? Да, на некој генерален начин секако. Така е. Веднаш би почнал. Што представува сончевата бура, малку да ни подобјасните околу тоа? Веднаш ќе кажам. Влијанието на Сонцето од време на време е засилено врз планетава и секако и врз другите планети и во вид на геомагнетна бура, сушто значи пореметување на магнетното поле околу Земјата. Тоа во поголемиот дел од времето е, да речам, равномерно распространето околу Земјата во една класична форма. Оној момент кога една голема маса на честички ќе дојде од кај Сонцето, едноставно ќе плисне врз површината на земјината топка, оддалеку, ќе настане пореметување на магнетните линии, магнетното поле ќе се зафрли наназад, односно подалеку од Сонцето, и потоа ќе имаме една повратна реакција, во која ќе добиеме северна светлина, поларна светлина, во која луѓето уживаат, а секако има и други последици. Многу прашање сега, и малку збунувачки се ова звучи, но ајде ќе насочиме вака. Дали ова може да го наруши начинот од секојдневие или дали го нарушува? Од време на време Сонцето е многу активно. И всушност тоа е правилно, неговата периода е многу правилна. И тоа го прави многу предвидливо. На секои 11 години Сонцето е во максимум. Ние сме сега точно пред максимумот на 25-тото, да речам, периодично движење на неговата активност. 25-то од моментот кога се бележи, секако и многу пати пред тоа било. Тој максимум значи голема активност и веќе тоа ни се покажа, како што споменавте, првите случувања беа веќе на 8 мај, а големото случување за нас, бидејќи на ова случување му треба едно 2 дена да стигне до земјината топка. Целиот тој облак на честички стигна околу 10 мај и на некој начин со интензитетот ги изненади оние кои се задолжени да водат сметка за тоа. Да, многу од информациите беа нели најголемата после 20 години. Да. Од кога дели? Всушност, да речеме дека се 21, точно пред 2 периоди од по 11 години. Имало едно големо случување во 2003 година, а многу поодамна, таму некаде во по средината на 19 век, во Северна Америка било најголемото забележано. Освен оние можеби некои антички белешки што има, мислам од современово живење, тогаш било најголемото случување на геомагнетната бура како појава. Тогаш последиците биле многу големи и зачудувачки, се разбира, забележено било на тогашен начин. Ќе кажам едноставно, преку ноќта луѓето запишано останало дека можеле да читат весник од светлината која се емитирала поради тоа што сончевата, да речам, сончевиот облак од честички едноставно како да струга по магнетното поле на Земјата и тоа произведува светлина. Можеби пак ќе се вратиме, тоа е, значи, најголемото забележано случување. Во ноќ вие можете да читате весник на северната како да имате ламба за на северот на Америка, да. Имало и наводно сепак, не можело толку да се провери, и пожари кои настанувале поради напонот во тогашните
да речемете, електрични инсталации од град до град, не биле некои комуникации кој знае колку развиени, но сето тоа е најголемото случување. Ова што го имавме сега е големото што нас ни се случи всушност точно пред 10 дена. Треба да не плаши вакво случување или не е опасно за нас луѓето, да речеме? Вака, сега, ние ќе прочитаме дека ќе има проблеми во телекомуникации. Може да се случи уредите за заштита да реагираат и да едноставно да се активира. Може би ќе се затвори некоја, да речем, некој сеф во некоја банка. Или може би ќе не можат да влезат вработените во некоја голема корпорација, во тој... А со оглед на тоа дека сега имаме дигитално време, значи може таков тип на проблеми но вратите, да има, нели? Да речем, се расипуваат и од некои трети причини. Јасно, нормално. Тоа не е нешто особено. А во телекомуникацијскиот дел, мобилната телефонија, сателитите, има ли проблеми? Тука веќе последиците се поголеми. Ние имавме, ова беше геомагнетна бура со интензитет 5 и според американските служби, кои најмногу ги следат овие активности, имало проблеми во телекомуникациите, во работа на сателитите, во преносот на сигналите, би сигурно имало последици и во, да речемете, во авиосообраќајот, но тоа не значи дека авионите ќе паѓаат. Но пречки во комуникации, со аеродромските кули, некоја друга комуникација која се одвива во самиот авион. Ова сега се помина бурата или се уште... Да, неколку дена сонцето е стабилно и да речам вообичајно. Јас морам да кажам дека јас сонцево, да речам, не постојано, но сепак го следам, може би, од кај така 2006-2005 година, некои така не особено редовно, меѓутоа интересот ми бил да знам што се случува. Морам да кажам и откаде мене ми е правото јас да зборувам за ова. Слободно. Бидејќи сонцето има една обвивка околу себе која одговара споредбено на нашата атмосфера. Ако јас нешто разбирам за атмосферава наша тука на земјата, тогаш имам некои права да размислувам и што се случува на една таква огромна, на едно големо пространство, таму некаде во центарот на нашиот сончев систем. Димензиите се многу пати, многукратно различни, појавите се малку и слични, а сличности на човековото постапување. Ние во метеорологијата правиме синоптички карти за состојбите на земјата, на атмосферата, исто така се прават и синоптички карти постојано во Американската служба за состојбата, да речем условно, атмосферата на Сонцето. Атмосферата на Сонцето би можели да ја кажеме, тоа е всушност корона. Името е нејзино корона. Нашево е атмосфера. Само не спомнувате корона. Да. Ама тоа не помислив јас. Ама во ред, значи, има сличности, меѓутоа многу повеќе магнетни својства има во силината на Сонцето отколку кај нас. Неспоредливо. Да. Сега, има ли најнови истражувања, откритија во последно време поврзане со сончевата бура? Да, Сонцето е многу точно во својата периода. И тоа му дава една многу лесна предвидливост. Значи, ако сончевата дамка сте ја виделе на неговата, условно речено, на неговиот екватор пред 27 дена, денеска пак ќе ја видите. Значи, на Сонцето му треба ротација, време за ротација 27 дена. И тоа значи дека вие точно знаете за 27 дена што ќе видите, единствено може би во интензитетот, тука треба да се поработи секогаш. Значи, предвидливоста од една страна е многу голема, заради таа периодичност, и тоа многу правилна. Тоа не може да се случи со атмосферата, која е многу, да речем, како тоа е всушност еден флуид и по-хаотичен, а од друга страна
сепак механизмите во сонцето не се до крај истражени. Оно што исто така некаде пред крај околу сончевата бура ме интересира, спомнавте нели каде било забележано, ако не се лажам, Северна Америка, може да читаат весник и така натаму, нели кај нас колку е тоа забележано, колку може да се очекува да биде забележано, дали низ годините секоја сончева бура која што се случува на различно место, позиција на земјата се случува или на истото место, да речеме во северниот дел? Да, ќе споменам две работи. Последново случување, бидејќи беше особено големо, изненади и по тоа што ние поларната светлина, севернава поларна светлина, ја видовме и многу по-на југ. Дури и во Грција луѓето иако со малку посебни фотографски техники, ја извлекоа да биде видлива и на обична фотографија. Ете и на инсертите, извинете, памтете го, на инсертите кои што може повторно да ги дзирнеме, имаше и жена која што чинам снимаше со мобилен, а и сите оние текстови на кои што најдов јавила дека нели можеби окото не може да ги види, нели, да види таа поларна светлина, но на мобилен телефон, доколку сликата е многу поразлично изгледа. Да, сигурно. Имаме и македонска една фотографија. Господинот Пан Стојановски, така е барем познат на социјалните мрежи, е човек кој ја фати поларната светлина и точно од овој простор тука. Имаше фатени фотографии од Грција, што јас не сретнав наназад дека, добро, сега бројот на мобилни уреди кои сликаат е огромен. Да. Но сепак Бугарија, Јужна Франција, Италија, секаде беше забележано и се случи повеќе на оваа страна на земјата, така да низ цела Европа беше сликана, барем во првата ноќ беше особено интензивна, поларната светлина која е за уживање. Дали нас може нешто да ни се случи да трпиме други последици? Има поделени мислења. Некои велат нема дејство. Меѓутоа, јас би рекол дека сепак геомагнетната бура значи голем број на електрични честички кои доаѓаат и проаѓаат низ атмосферата, доаѓаат до нас. Нашиот мозок сепак работи со електрични импулси, него го збунува толку големо количество на протони и електрони, помалку, и сепак мислам тој ден повеќето луѓе или една група, иако повозрасни, сепак и тие, како почувствителни некако, имаат тежок ден. Мислам дека тоа е, да речем, можеби малку оние кои имаат проблеми со нервоза и така, имале уште едно дополнително влијание и би било посилно кај нив во тие денови. Добро, за таа не толку опасна бура за нас зборувавме, иако така страшно звучи, сепак сакавме да им објасниме на гледачите, нели, што имавме можност да забележиме на 10 мај деновите пред и после. Да. Но деновиве изминати, нели, недела две, забележуваме дека навистина имаме силни електрични празнења, бура во вистинска смисла и во нашава земја, променливо време. Очекувано, да, ништо не е изненадува, но многу интензивни врнежи кои што веќе направија штета. Па малку да се насочиме околу тоа, знам дека редовно од минута во минута следите и вие и на вашиот Facebook профил има можност да ги гледам и тие карти, мапи, објаснување, нели, за тоа и предвидување за тоа што ни доаѓа, нели, во следниот период, па би сакал малку да се задржиме на оваа тема. Секако Управата за хидрометеоролошки работи постојано известува и за нестабилност, поројни врнежи, услови за град, засилен ветер и дека тоа обично ќе се случува попладне и во вечерните часови и така е неколку дена наназад, особено за северот од републиката. Она што е карактеристично за, да речеме, за континентот на Европа, навлезе влажен воздух. Влагата е неопходна за ваква состојба. И тоа се случи некаде од територијата на Северна Шпанија и Франција, навлезе како поширок клин кон Централна Европа, а од друга страна за сето ова е потребно сонцето. Пак да се вратиме на него. Печењето на сонцето сме забележале што малку ќе се раздвојат облаците, сонцето, велиме, многу пече денес. Тоа е енергијата сончева,
која многу брзо доведува до испарување од површината и близко до површината на земјата кон повисоко. Од ова испарување се создаваат облачни системи кои вертикално се многу развиени. Значи не е тоа тенок слој од некој километар, него клинови на облачна маса кои достигаат и до врвот на тропосферата, некаде 10, 12, некои велат и повеќе километри. Тоа е условот од кој сето ова го имаме. Значи, многу влага во атмосферата, пак ќе кажам, ова е вообичаено за мај. Нас не погодува некој мај помалку, а некој мај, јас паметам и ете така месеци, петиот месец во годината, многу чести појави, постојани во Републикава зборувам, и пак ќе кажам сепак, зрната од град во мај месец се помали од што во август. Но во август се случуваат, да речам, повеќе кратно помалку. Така да има некоја една период, исто таква една правилност во сето ова случување, иако на нас ние секако ова малци веќе чекаме и бараме промена. Да. Таа ја најави Управата за хидрометеоролошки работи, веќе четврток, денес и петок особено, ќе биде краткотрено постабилно, па малку ќе здивнеме. Ќе здивнеме, да. А можеме ли некако да си помогнеме што се однесува до градот кој што уништи, нели, многу штета направи, да речеме со тие ракети кои што се за раздвојување на облаците и така натаму, се стручно јас. Може да се предвиди малку порано, нели, да се апелира, да се превземе нешто околу... Ако секојдневно има прогноза дека има услови за град, тогаш прогнозата ја завршила својата работа. Но имам впечаток дека порано, нели, имавме авиони со хемикали, ракети и така натаму во места каде што, нели, требаше да се спречи градот. Сега ниту сум видел, ниту сум забележал, можеби се лажам, можеби не, еве, вие стручно да ми кажете. Да, во разни периоди во минатово имавме системи за противград. Не се практикува сега или немаме таква можност во држава? Добро, можност. Тоа сакам да прашам. Кај нас секогаш тоа зависи од, да речеме, какви мислења ќе преовладуваат во моментот. Сме имале систем противграден од два типа, јас што паметам, секако, и имал своја идеја, се спроведувал, имало луѓе кои биле задоволни, и сето тоа, сепак, моќта на природата е огромна, и сепак јас сум убеден дека може да се влијае, но не може да се влијае 100%. И тоа малку да речеме, таа цела идеја, малку ја прави да се сомневаме. Всушност, во најголемите појави ние сме премали да сториме нешто. Но ако сториме во останатите помали, ние сме направиле многу. Така јас би рекол во тоа. Да, и ја би додал овде, малку треба ние совесно, нели, да превземеме некои работи, подготовки, како што и вие апелирате, нели, постојано, да се исчистат каналите, да се, нели, обезбеди средината и да се случат поголеми врнежи, нели, невремиња, да може полесно да се помине. Да, секако систематичност ни треба на сите полења. Секако. Ви благодарам, уживав во разговорот, се надам дека им беше интересно и на нашите гледачи. Да, темата е тешка за утринска програма, ама ете, веројатно интересна. Ние ги разбудивме првиот час, сега подготвени ни се за темата.